Истинско време секое утро во утрински брифинг за спорт. Денеска на Zoom линија би требало да го имам Бранимир Јовановски, председателот на Паралимпискиот комитет при Федерацијата за спорт и рекреација. Добро утро, господине Јовановски. Добро утро. Оваа година Паралимписките игри ќе започнат на 24 август во Токио, предвидено да траат 10 дена, се таму негдека до 5 септември. Кажете ни, бидејќи тоа секогаш некако паѓа во сенка на големите олимписки игри, иако памтам дека во Лондон на Паралимписките игри им се придаде огромна важност и беа навистина перфектно покриени на таа олимпијада. Кажете ни прво вака, колку представници има Македонија за сега на овие игри и што очекувате со колкумина паралимпици ќе заминете во Токио? Македонскиот паралимписки тим годинава има еден директно квалификуван спортист, тоа е стрелецот Оливера Наковска-Бикова, кој токму во Лондон 2012 година го освои златниот медал, тогаш постигнувајќи нов светски и паралимписки рекорд. И во меѓувреме уште 20 спортисти беа на пат да освојат директна квота за учество на паралимписките игри во Токио, тоа се исто така стрелците Иванчо Карамфилов и Александар Јовановски, меѓутоа не успеа да освојат квота, така да за нив во текот на месец јуни ќе бараме бипартитна карта, конкретно за Александар Јовановски, и доколку бипартитната комисија одлучи да додели карта, тогаш уште еден стрелец ќе се приклучи на Оливера Наковска-Бикова. Морам да напоменам дека многу тешко ќе биде да се добие таа бипартитна карта, бидејќи има само 4 бипартитни карти за целиот свет, од кои 2 машки, 2 женски, така да конкуренцијата ќе биде сериозна. Меѓутоа, ние аплициравме и за универзална вајлд карта, значи оние паралимписки комитети кои имаат помалку од 20 директно пласирани спортисти имаа право да аплицираат за универзална вајлд карта во спортовите или во пливање или во атлетика. Ние за нашата млада атлетичарка Елена Давидковска аплициравме и добивме вајлд карта за учество на паралимписките игри, така да таа со својот тренер исто така ќе му се приклучи на тимот и тимот треба да брои 6 лица. Доколку бипартитната комисија одлучи да му даде вајлд карта на бипартитна карта на Александар Јовановски, таа се сметна повисока за ранг, во тој случај Елена Давидковска не би учествувала на игрите. Господине Бранимир, морам да ве прашам малку и погенерално прашање, бидејќи сепак немаме толку често прилика во медиумите да ги следиме спортовите кои што ги прават паралимпиците. Каква е состојбата со паралимпискиот спорт во Македонија? Како се исполнуваат тие норми? Како се добиваат тие квалификации? За колку луѓе станува збор? Вие сте сепак председател на федерацијата. Што правите во текот на годините, а не само кога ќе дојде олимпијадата за тамошни настапи? Системот на квалификации за учество на паралимписки игри е скоро и со системот на квалификации за учество на олимписките игри. Ова е сериозен спортски настан, втор по големина во светот после олимписките игри и исклучително е тешко да се добие директна квота за учество на самите игри. За да се добие квота за да учествувате и директна квота, тогаш треба на еден од назначените 5 надпревари во текот на олимпискиот циклус од 4 години да освоите меѓу првите 1 до 3 места, зависи дали на тој светски куп ќе се доделува една квота по дисциплина или ќе се доделува 2 квоти по дисциплина, што самото по себе кажува дека за да станете директен учесник треба барем еднаш да победите на некој светски куп, европско првенство или светско првенство. Затоа и бројот на учесниците е релативно редуциран и мал, бидејќи вкупно 4000 спортисти ќе имаат можност да настапат на 4600 спортисти ќе имаат можност да настапат на паралимписките игри во Токио. Токио ги руши рекордите и оваа година. Ние во циклусот тргнавме во 3 спорта, во атлетика, во пинг-понг и во стрелаштво. Стрелците дојдоа највисоко, успевајќи да согласно својот квалитет и искуство, успевајќи да освојат една директна квота за држава. Ние како држава донесовме веќе на почетокот на олимпискиот циклус одлука да оној спортист кој освои квотата и да ја искористи квотата, односно учество на паралимписки игри, така да многу едноставно тоа е нашата најдобра спортистка Оливера Наковска-Бикова. Инаку од широката лепеза на 22 спорта на паралимписките игри ние практикуваме само 3, реков пинг-понг, атлетика и стрелаштво. Полека ни се приклучуваат пливачите,
се надеваме дека за едниот циклус за Париз 2024 година ќе имаме во конкуренција и некои од спортистите во спортот пливање. Меѓутоа, како и да е, работиме во редуцирани можности во немање на сопствена инфраструктура, сали, тешко успеваме да ги користиме термините за тренинг во салите. Финансирањето е релативно слабо, така да се сочуваме со сериозни проблеми за да можеме да го расшириме спортот, односно да имаме партиципиенти во повеќе спортови. Да ве прашам, во олимписките височини на занимавањето со спортот, каков е интересот воопшто во Македонија за луѓе кои што припаѓаат на вашата федерација, сакаат да се занимаваат со спортови? Гледам дека се ова се поединечни, да кажем, спортови, стрелаштво и така натаму, каде што настапуваат. Имаме ли тимски некакви шанси? Има ли луѓе кои се заинтересирани за тој вид на спортови во вашата федерација? Има екипни спортови на параолимписките игри, тоа се кошарка во количка, рагби во количка, седешка одбојка и голбал. Тоа се и фудбал 5А. Тоа се спортовите кои дел од нив ги практикуваат лицата со телесни оштетувања, дел од нив слепите лица, голбалот и фудбалот. Меѓутоа, во голбал имаме обиди, има голбал екипа во склопот на Спортската федерација на Сојузот на слепите на Македонија. Тие се надпреваруваат, меѓутоа нивните перформанси не се на толку високо ниво за да може да обезбедат квалификација за учество на параолимписки игри. Останатите два спорта кои би можеле да ги развиваме во нашата држава се седешката одбојка и кошарката во количка, меѓутоа за сега немаме доволен број квалитетни спортисти за да можеме да бидеме конкурентни, а ниту доволно финансиски средства за да можеме да настапиме. Те знаете, настапите на светски куп, на пример како сега во Перу, во Лима треба да се одржи во стрелаштво, за една екипа која брои 12 играчи и уште тренери и останат персонал, навистина е доста скапа, ние со такви средства не располагаме. Инаку, што се отнесува до интересот на спортистите, да, имаме интерес, не така голем, за жал младите се помалку се одлучуваат да спортуваат. Ова веројатно се должи на некои малку покомплексни проблеми за кои ние овдека ниту имаме време, ниту можност сега да разговараме. Меѓутоа, сакам да кажам дека имаме општински сојузи за спорт и рекреација во 16 града во нашата држава, така да доколку некој пројави интерес за спортување, особено младите лица со некаков вид на телесен инвалидитет или на оштетување на вид, може да се пријават во нашите сојузи, ќе бидат срдечно прифатени и ќе им се дадат можност, условите во можностите кои ги поседуваме за да тие натаму ја развиваат својата спортска кариера. Господине Бредан Јовановски, драго ми е што се чувме макар и по повод на параолимписките игри, иако овие теми заслужуваат и целата година човек да разговара за нив. Се надевам дека и параолимписките игри ќе поттикнат интерес за зголемено занимавање со спортови на луѓе кои што имаат попреченост и чие што федерација вие ја представувате во областа на спортот. Ви благодарам за овој утрински брифинг и се надевам дека ќе се чуеме по повод добар успех, макар на еден-двајца представници на македонските спортисти, параолимпици на игрите во Токио годинава. Јас би сакал само да во една реченица, доколку постои можност да ги афирмирам игрите. Вие рековте, го спомнавте Лондон 2012 година, инаку прв наш учесник на параолимписки игри беше Вангел Жабев, далечната 1980 година во состав на југословенска репрезентација. Тој тогаш во пливање освои 2 бронзени медали на таа параолимпијада. Потоа во Барселона 1992 година, една година по самостојувањето на Република Северна Македонија, јас настапив во дисциплина стрелаштво и освоив тогаш златен медал со светски олимписки рекорд. 2004 година Панчо Прамфилов освои сребрен медал во Атина во стрелаштво под мој раководство како тренер и 2012 Оливера Наковска-Бикова златен медал со светски олимписки рекорд. Ние имаме традиција секоја година некој од нашите спортисти, иако сме мала екипа, влегува во финалните борби, многу сме блиску на чекорот од медалот. Очекуваме годинава тоа да се случи во Токио. Еве, да се надеваме и заедно ќе го прославиме тој момент. Ви благодарам за ова утринско брифирање, до следното слушање. Ви благодарам јас вам.